По изборниот пораз на парламентарните избори, Социјалдемократскиот сојуз доживее уште еден дебакл на локалните избори. Нивната кандидатка, Каја Шукова, не успеа да влезе ниту во вториот круг од овие локални избори. Токму потпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и кандидатка за градоначалник на Скопје, Каја Шукова, гостинка во емисијата. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам за поканата. 3 наспроти 33 освоени градоначалнички позиции уште во првиот круг. Дали ваков исход очекувавте од изборите во првиот круг од локалните избори? Не е прашањето дали очекувавме или не очекувавме. Ние секако настапивме со програма реална и во Скопје, и во општините низ Македонија, она што им е потребно на граѓаните за да се вратат во најголем дел функциите, особено во градот Скопје. Меѓутоа да не заборавиме дека не очекува втор круг и дека во вториот круг, сега да не погрешам, 16 или 17 општините каде што се бориме за градоначалничко место, така да мислам дека ова не е дебакл на СДСМ, земајќи во предвид и ако направите една проста математика од тоа колку гласови освоивме на парламентарните избори, визави излезноста, која што се движеше околу 60% и сегашниот број на гласови, визави излезноста која што се движи околу 49-50%. Така да мислам дека продолжуваме секако со процесот на консолидација на партијата. За нас 2024 беше тежок изборен циклус. Треба време за консолидација на партијата. Критиките деновиве што ги слушаме во јавноста, секако оние кои што се добронамерни, само ќе ни помогнат во понатамошна анализа и консолидација како треба да се одвиваат работите во партијата. Господја Шукова, вие сте четвро пласирана на овие локални избори. Дали Социјалдемократскиот сојуз всушност стана маргинален политички фактор? Јас не би рекла така. Ние сме се уште лидер на опозицијата, впрочем тоа гласовите и на ниво на држава го покажуваат. Се уште во моментов имаме најмалку дупло повеќе гласови од левица која што се обиде да се прикаже како лидер на опозицијата. Тоа апсолутно не е точно. 125.000 гласови наспрам 60 и нешто илјади гласови, тоа е проста математика кој покажува дека лидер на опозицијата се уште останува СДСМ во државата. Така да мислам дека сите анализи и констатации во спротивна насока дека не се точни. Дали во СДСМ веќе имало првични разговори да се лоцира одговорноста за овој изборен резултат? Да, секако правиме анализи во изминативе неколку денови, правиме анализи на ниво на секоја општина, каква беше излезноста на граѓаните, колкав број од граѓаните ни дадоа поддршка, бидејќи секако нели имате и разлики во општините. Така да ќе работиме посериозно и овие денови во однос на тоа кои чекори треба понатаму да ги превземеме. Меѓутоа, јас критиките ги сваќам во една насока. Тоа е дека партијата треба да остане активна на својот пат, особено на патот на активна опозиција. Вие велите да бидеме активен чинител, опозицијски, но се покажува дека во овие изминати 15 месеци вашето опозицијско делување не дава резултати. СДСМ, ВМРО, ДПМН и натаму е супериорна. Па, ако гледате вака во апсолутни бројки, можеби да, меѓутоа ако гледате колку гласови на овие избори, сега на овие локални избори, изгуби ВМРО ДПМН. Ако зборуваме повторно во проценти, можеби така ќе биде поедноставно за граѓаните. ВМРО изгуби некаде околу 30 или 31% од своите гласови. А знаете колкав е соодносот во советнички мандати меѓу вас и ВМРО ДПМН? ВМРО ДПМН има околу 250. Разликата е дупла. Ние имаме околу 230, се извинувам на грешката. Ние правевме, имаат дупло секако, имаат и многу повеќе гласови, меѓутоа евидентен е нивниот пат и е многу поголем во проценти во однос на нашиот пат на гласовите на овие локални избори. Бидејќи вие сте и подпредседателка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, дали лично чувствувате одговорност и дали можеби вие ќе бидете првата што ќе поднесе оставка? Секако секој треба да чувствува лична и морална одговорност
после ваков изборен резултат. Меѓутоа, јас и во интервјуата што ги давав и пред изборниот циклус, значи пред 19 октомври, реков дека ние секако започнавме еден процес на консолидација кој што траеше 14-15 месеци и тој е многу краток временски период, имајќи во предвид со каков изборен резултат се соочевме во 2024 година. Сметам дека треба... Вие велите дека бил релативно краток временски период, допред неколку денови вашиот лидер зборуваше дека партијата е консолидирана. Добро, јас сметам дека ние треба се уште да работиме на нашата консолидација во однос на она што го имавме како почетна точка во 24 година, веднаш после изборниот циклус, и она што успеавме да го направиме во овој период од 14 или 15 месеци, мислам дека очигледно е дека не е доволно, меѓутоа оди во правилна насока. Многу ретко или воопшто ги немаше дел од актуелните пратеници на митинзите за време на кампањата. Зошто? Па не би рекла дека воопшто ги немаше. Беа согласно тоа која изборна единица ја покриваат. Сите они беа дели од активностите кои што ги спроведувавме во делот кампањата, секако и на митинзите. Меѓутоа, за тоа дали тоа било доволно или не, мислам дека не е време сега да дебатираме. Можеби треба да се прашаат пратениците, меѓутоа јас сметам дека доволно беа застапени во делот на активностите кои што беа дел од кампањата на СДСМ. Господја Шукова, пред 2 години се иницираше подготовка на нова партиска стратегија, што требаше да ја подготви тим предводен од професор Игор Ивановски. Да и не е време да го напуштите форматот дека сте државотворна партија. Какво фајде кога победува и натаму ефтиниот популизам, национализмот? Дали клучни беа всушност големувањето на пензиите, платите? Па, очигледно дека има големо влијание и очигледно дека тоа беше стратегија и на ВМРО ДПМН и на делот на партиите исто така кои што учествува во изборен циклус. Ние остануваме државотворна партија која што се бори за интересите и на државата пред се, но и на граѓаните кои што живеат во државата. Ние никогаш не го напуштивме концептот дека оваа држава мора да влезе во патот на европските интеграции и дека мора да се отворат преговорите со Европската Унија ако сакаме да имаме ред, повеќе финансии во државата и повеќе услови, подобри услови за живот на граѓаните. Тоа секако чини гласови, меѓутоа мислам дека ние нема да го напуштиме тој пат, бидејќи сме биле и остануваме да бидеме државотворна партија. Секој голк популизам јасно ни е на сите и на граѓаните, а и на нас, дека понекогаш чини гласови, меѓутоа мислам дека од правилните политики на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија никогаш нема да отстапиме. По настапите на вашите јавните настапи на вашите колешки, заменик председателката и подпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз, еден пријател ме праша дали вели ги гледаше интервјуата на Фани Карамфиловски и на Ана Чупевска. И прашањето е, ако ваква ароганција демонстрирате во ситуација кога сте губитници, што во случај ако бевте победници? Не, јас не би рекла дека тоа беше ароганција. Двете интервјуа се одвиваа на самиот почеток на броење на гласовите. На почетокот на информациите кои што ги добивавме од нашите општински организации во аналитичкиот центар на СДСМ, видовме дека во голем дел од општините имаме предност и дека имаме поддршка на нашите кандидати за градоначалници. Можеби ако интервјуата се одвива неколку часа по затворањето на избирачките места, да речеме, јас колку што паметам тие интервјуа беа некаде околу 20-21 часот, кога голем дел од информациите се уште ги немавме, значи имавме делумни информации што се случува. Мислам дека немаше да биде реториката ќе беше и наративот ќе беше претпоставувам сосема поинаков. Јас не гледам ароганција, гледам дека врз основа на оние информации кои што во моментот ги има и Фани Карамфиловски и Ана Чупевска беа презентирани ставовите она што фактички го презентираа пред јавноста. Дали ако кажам дека СДСМ е виновна што Мицковски денес има апсолутна власт, е издржана? Не би го тоа конечно потврдила, значи во некој единствен контекст.
Не верувам дека само СДСМ е виновно за тоа што се случува во државата. Впрочем, не сме ние единствената опозициона партија во државата, а за жал, се уште најголеми дел од критичарите се занимаваат само со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, не се занимаваат со другите опозициони партии. Мислам дека во најголемиот дел се уште се владее со, и самите споменавте пред малку, со популистички мерки кои што системски не и прават добро на државата, и тоа ќе се покаже во една временска рамка, вклучен се покажува и во економските показатели кои што ги гледаме во изминатите месеци, без разлика од кој тип се, така да јас не би алоцирала само секако дека има влијание и како СДСМ се однесува како опозициона партија, меѓутоа повторно ќе кажам, нашите политики се добронамерни и се во интерес на државата. Не се во интерес на популизмот и во добивање на глас плюс, а тоа да не е во интерес на граѓаните и на државата. Така да мислам дека тоа е мојот одговор односно на ова прашање. Дали во вториот круг ќе дадете поддршка на кандидатот за градоначелник на Левица Амар Мерциновиќ? Став во однос на тоа прашање се уште немаме. Партиското раководство ќе заседава овие денови, бидејќи овие неколку дена се прави анализите, да видиме какви се резултатите по општините и најскоро ќе информираме јавноста во однос на ова прашање. Се чини како да доктор Маја Мојсова ја пуштивте низ вода, и сега прашањето ми е многу директно. Ќе застанете со поддршка зад Стефчо Јакимовски во Карпош? И Маја Мојсовска не ја пуштивме низ вода. Многу ми е жал што не само за Маја, туку јас слушам оваа констатација и за мене. Никој од нас, вклучително еве ќе зборувам сега за Маја и за Каја, бидејќи често ги слушавме овие коментари, разговаравме со Маја во текот на кампањата, впрочем и на изборниот дел. Никој нас не пушти низ вода, ние сме изградени личности со собствени кариери и точно знаевме во каков изборен циклус влеговме честно, со честни програми, кои што требаше да им покажат на граѓаните дека имаме проекти и мерки кои што треба да ги подобрат состојбите и во градот Скопје, и впрочем и во општина Карпош. А во однос на поддршката за Стефчо Јакимовски или за Сотерил Луковски, се уште немаме изградено став и затоа ќе информираме јавноста во деновите што доаѓаат. Дали по овие локални избори и натаму гласно ќе барате превремени парламентарни избори? Тоа е процес кој што секако неминовно, најверојатно во краток временски период ќе треба да се случи. Очигледно е дека ВМРО ДПМН покрај тоа што не покажа резултати во градот Скопје и во општините во градот Скопје, а повторно ја доби поддршката од граѓаните. Очигледно е дека не покажува добри сериозни резултати во овие 14 или 15 месеци владење на централна власт. Неминовно е дека во одредена временска дистанца дека најверојатно ќе треба предвремени парламентарни избори. Она што го кажуваме е дека како партија сме спремни и за таков еден процес, без разлика дали тоа ќе се случи за 2, 3, 5 или за месеци или за можеби за една година. Господја Шукова, зарем за вас не е поразителен фактот дека кандидатот на владеачката партија во Кочани доби поголема поддршка во ситуација кога во време на владење на ВМРО ДПМН се случува една таква национална трагедија? Не, тоа јас би го гледала од морален аспект. Јас би се запрашала на кое ниво е ние навистина моралот во државата, а особено можеби да речам и во Кочани. За мене тоа беше податок кој што едноставно и 3 дена после изборите не можам да го прифатам, особено заради тоа што таму се случи една сериозна трагедија во која што загинаа многу млади животи. За мене е непоимливо како можеше во еден таков контекст кандидатот на ВМРО ДПМН да добие таква поддршка во Кочани. Меѓутоа тоа е прашање за една поширока дебата не само на ниво на Кочани, него и пошироко во државата. Благодарам за гостувањето во Трилинг. Ви благодарам и на вас за поканата.